Господине Црниковски, дали СДСМ подготвува романско сценарио за државен удар во Македонија? Да, слушна дека актуелната власт се обидува да изманипулира јавноста во овој протестниот марш за недела 5 декември, дека меѓу другото планираме да го завршиме со некакво насилно влегување во институциите, во парламентот или владата. Дека имате специјални единици, направено вие. Да, специјални единици, планови и така натаму. И единици на натаму. Љубе Бошковски заеднички да влезете во собранието. Со Љубе Бошковски немаме никакви заеднички акции, а посебно не да влеземе заедно во собранието, меѓутоа веднаш одговорам на овие обвинувања од страна на власта. Значи, ако ме прашувате дали имаме можност тоа да го направиме, да. Дали сакаме да го направиме, не. Немаме план и нема да го направиме тоа. Социјалдемократскиот сојуз е одговорна политичка партија, ние знаеме што е добро, што е лошо за државата и ние нашата политичка битка, или поточно речено битката на народот за промена на оваа власт, ќе ја водиме низ институциите на системот, завршно со организирање на предвремени парламентарни избори. Вие сте искусен политичар и на вака нервозна влада, која го покажува тоа свое незадоволство, нервоза или што или уште не, вие веќе 50.000 луѓе на улица. Значи, тоа е дополнителна каписла или дополнителен бензин на оганот кој веќе постои во Република Македонија, кога двете политички структури се толку поларизирани што фали само искра да тоа се претвори во оган. Што е прашањето? Ако ме прашувате не ли влагате во преголем ризик? Не, ние не влегуваме во дополнително ја радикализирате политичката ситуација. Ние не влегуваме во преголем ризик. Факт е дека овие 4,5 години се акумулираше огромно незадоволство, разочараност, револт. Буквално кај сите граѓани во оваа земја. Тоа беше потиснувано. Заради страв не беше искажувано. И наша задача како опозициона политичка партија, задача на Социјалдемократскиот сојуз е да го артикулираме тој револт низ една организирана политичка форма, каква што е, например, и овој протестен марш. Вие сметате дека треба да го артикулирате револтот на граѓаните? Тоа е наша обврска. Власта ве обвинува дека вие всушност правите митинг за спас на Велје Рамковски. И дека митингот е всушност поместа, не знам, од 16 или кој на 4 или на 5 за спас на Велје Рамковски. И дека СДСМ е всушност приватна партија на Велје Рамковски. Тоа е втората манипулација на актуелната власт и на нивните медиумски мегафони. И веднаш да расчистиме со тоа, Социјалдемократскиот сојуз нити го штити, нити го поддржува, нити стои зад Велје Рамковски. Кој е тогаш мотивот на СДСМ? Вие реално проценувате дека нема да има предвремени избори, барем до завршување на пописот. Правите митинг на 27-ми, правите митинг сега, 50.000 луѓе вајте на улица, ги подгревате очекувањата ке вашето членство, дека нешто може да се случи. Кој е мотивот на СДСМ целото тоа да го направи, бидејќи власта вели, џабе му е на СДСМ што вади 50.000 луѓе на улица, ако не може да дојде до промена на власта, ако не и така водиме на анкетите, ако не и така победуваме на 5 избори ред по ред. Има едноставен начин да видиме дали анкетите се точни. Додиме на предвремени избори. Да му дозволиме на народот сам да одлучи. Ако навистина Груевски им верува на анкетите, ако толку е убеден дека има поддршката од народот, зошто тогаш да не се соочи и тој и ние со народот? Тоа е нашиот предизвик до власта, а би рекол тоа е потребата на Република Македонија и на овој народ. Во оваа безперспективност. Господин Црниковски, свесни ли сте која зоврина политичка ситуација има денес на теренот? Значи власта во еден очај би рекол, во една нервоза се кара од фоере, па не знам до било кој последен селенец во Битола, Душко млекарот ли како се нарекува. Вие веќе 50.000 луѓе на улица. Значи имам чувство дека власта и опозицијата, ако власта беше до пред неколку месеци спремна на тоа, денес мислам дека опозицијата е спремна да влезе во една политичка битка до истребување. Значи тоа нас ке не чека до редовни или до предвремени политички избори во Република Македонија. Свесен ли се дека преземате еден преголем ризик да на ваква влада на тој начин да одговорите? Значи, вие неколку пати споменувате дека власта е нервозна, дека е во очај, дека прави глупости, дека прави грешки. Не е задача на опозицијата во една парламентарна демократија да ја лечи власта од своите фрустрации, од незините фрустрации. Не е наша задача сега да го смируваме Груевски или не знам да го растеретиме од комплексите кои што ги има. Да, наша задача е да го поразиме Груевски и да ја извадиме оваа држава на прав пат. Тоа е обврската, тоа е должноста што Груевски лани праќаше писма до своите општински комитети, писма до своите членови за последна битка со транзиционите политичари. Предпоставам, мисли на вас и на една лепеза на политичари кои се 20 години на политичка сцена во Република Македонија. Вие на тој Груевски 50.000 луѓе ќе му вајте под прозор. Колку може СДСМ да ја контролира таа маса? Таа маса да излезе надвор од контрола, да се случи неко романско сценарио, да се направи упад во парламент или било каде. Всушност со тоа предпоставам дека се плаши Груевски, бидејќи некој смета дека ваков тип на владење може да се решава само на таков начин. Не се оптеретувам или преокупирам од што се плаши Груевски.
Меѓутоа се оптеретувам со тоа што се случува со државата. Ако Груевски се плаши од народот, тогаш ние немаме демократска власт. Ако тој сака да владее со државата, ама се плаши од народот, од волјата на народот, од револтот на народот, тогаш ние имаме автократски режим. И не е случајно тогаш зашто тој воглавно ги користи репресивните механизми, полиции, инспекции, закани, притисоци. Или смета дека со тој режим треба така да се расчистите преку масовни протести, преку 50.000 луѓе на улица? Одговорна политичка партија. На крајот на краиштата, оваа партија, Социјалдемократскиот сојуз, се вгради во создавањето и градењето на институциите на Независна Република Македонија. Не е наша цел ние да ги рушиме тие институции или насилно да влегуваме во нив. Ако велите дека има неодговорна власт, како тогаш вие одговорно ќе слушате таа власт од власта во Република Македонија? Значи, предпоставам дека логичен одговор на неодговорна власт е опозицијата на неодговорен начин да се бори со таа власт, условно речено. Не, ние нема се надпреваруваме со Груевски и со ВМРО-ДПМН во неодговорноста. Ние нема ги имитираме и нема да бидеме несериозни какви што се тие. Социјалдемократскиот сојуз не може да го извади народот ако тој не е револтиран. Социјалдемократскиот сојуз не може да креира негативно мислење кон власта на Груевски ако нема многу длабоки причини кај секој човек во оваа земја тоа така да се чувствува и така да се гледа. Ако некој го креира револтот, тоа не е Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е Груевски неговата власт. Ние само се обидуваме тоа да го артикулираме и во интерес на земјата, да го вратиме низ институциите на системот и, како што реков, низ еден институт како што се предвремени парламентарни избори. Минатиот четврток се случија тие настани во еден телевизија со сериозни обвинувања дека СДСМ стоела зад организацијата на тие протести пред еден телевизија и дека се обидела да искористи таа ситуација во еден телевизија за поларизација на општеството. И де факто после тоа случување во еден телевизија се подели македонската јавност и дојде таа црна-бела ситуација што предпоставам дека секоја опозиција сака да има на своето политичко конто, бидејќи во таква политичка ситуација многу е полесно да манипулирате или не знам да артикулирате одредено незадоволство против владата на Никола Груевски, бидејќи сепак беше нападнат најмокниот медиум во Република Македонија. Значи конкретно прашање дали СДСМ учествуваше во организирање на тие протести и немири пред еден телевизија. Пред да одговорам на вашето конкретно прашање, но мало потсетување. Поделбата на македонското општество е почната од многу одамна, од првиот ден на владење на Груевски. Значи никој во овие 20 години, ја би се осмелил да кажеме и многу подлабоко во историјата на овој народ, не успеал смислено така да го подели како што го подели Никола Груевски. Патриоти, предавници, антички, словенски македонци, верници, неверници, наши, ваши, туѓи и така натаму и така натаму. Тоа е иманентно однесување и би рекол основно гориво за да може да продолжи овој режим да функционира. Што се однесува конкретно... Сака да каже дека не учествувавте вие во немирите во еден телевизија? Овој вовед во таа теза дека не сакавте да учествувате? Прво, никој во оваа земја не знаеше што ќе се случи во четврток навечер, освен предпоставувам Груевски, Јанкуловска, Горан Трајковски. Власта вели дека сте били на ручек со уредниците на ја знам со кого бев и на време и дека тука сте договарале одредено сценарио. Тоа е тезата која власта пласира во јавноста. Како и секогаш лаже. Јас бев на ручек истиот ден и тоа не само со уредниците на Шпици и Време, туку и со уредниците на Дневник, на Вест, на Утрински вестник, на Алсат, беше поканата и уредничката на Телма. Значи многу поширок состав и разговаравме за многу други работи. И претпоставувате дека ако нешто се планирало или сме имали информација што ќе се случува од четврток навечер, ја немаше денот да го трошам и тие неколку сати во ресторан на заеднички ручек со одредена група на луѓе. Никој не знаеше од наша страна што ќе се случи во четврток навечер. Таа вечер, ако некој беше режисер, тоа беше Груевски. За жал, на Груевски беше катастрофално лош режисер. Сакаше да демонстрира сила, сакаше со полиција да ја покаже својата цврста тупаница во однос на еден која што се осмелила да ја критикува власта, го доби одговорот од народот. Тоа беше она што се случуваше во четврток навечер. Зеленковски, свесен ли сте за која нервозна политичка ситуација владе денес во Република Македонија? Пред 2 дена имаше во Дневник на насловна страна одредена вест дека се повикуваат луѓето во Македонија од некој центар во Австралија да извршат убиство врз вас. Значи тоа беше насловна страна во Дневник. Која лоша крв е пуштена во Република Македонија? Амбиентот за политичко делување е сведен на минимум. Значи тука мислам дека ќе дојде време кога преку дурбинот на нишаните ќе се гледате како политички противници. Не велам дека вие го правите, не велам дека Груевски го прави. Меѓутоа тоа е атмосферата денес во Република Македонија. Има сериозни закани за убиство на лидерот на опозицијата. Тоа не е нормален демократски амбиент.
Се согласувам дека не е нормален. Ние немаме демократски амбиент. Ние немаме никаква демократија во оваа земја. Ние немаме ни институции на системот. И за жал, кредибилитетот на институциите не го рушише некој друг, туку оној кој што е најповикан да го брани. Црниковски, ако нема демократија, се плашите ли вие од можен атентат врзва? Се плашите дека лидерот на опозицијата може во врска со таа афера Надеж да заврши во затвор? Тоа е инсинуациите кои се пуштат на Македонија, дека Бранко Црнковски на крајот на својата политичка кариера може да заврши во затвор. Значи, јас кога би се плашал, не би седел овдека. И нема бидам на чело на колоната на протестниот марш во недела. Во овие 20 години сум слушнал закани од најразличен тип. И од Груевски и од некои пред Груевски. И од Австралија, од Канада, од Америка и од разни места. Нити ќе ме уплашат, нити ќе ме замолчат, ниту ќе ме запрат во ова што сум решил да го правам. Ќе го правам до крај. Јас знам дека оваа моја професија и позиција носи одредени ризици. И јас сум спремен со тие ризици да се соочам, нити се жалам, нити барам од некого сожалување, нити некому му се правдам. Значи, сосема свесно, одговорно, знам која е мојата должност и таа моја должност ќе ја извршам. За оние што се закануваат, како што се заканувале и во минатото, што може да ни порача? Нека гледаат да не ме промашат, затоа што ако ме промашат, во следна прилика тие нема да бидат промашени. Црниковски, во недела вајте 50.000 луѓе на улица. Долгумина вела дека тоа што ќе се случи во недела, тоа е всушност таа операција Надеж, или таа афера Надеж. Бранко Црнковски на населен пат да земи власта во Република Македонија. Тоа ли е надежта која Бранко Црнковски сака да им даде на македонските граѓани? Најдиректно одговарам. Да, ова што се случува во недела е надеж. Ова е единствената искрена надеж во оваа земја после 5 години дека работите може да се променат на подобро.